Благодарам, почитувана подпредседателке. Почитувани граѓани, веќе втор ден говориме за измената на Законот за јавни набавки, предложена од опозицијата, и додека ние се обидуваме со огромен број на аргументи да ја одбраниме оваа предлог измена, пратениците од власта не само што не се пријавија за збор да ни понудат контрааргументи зошто не треба да се прифати оваа измена, туку во најголем дел од периодот не се ниту во салата да ги слушнат нашите аргументи. А знаете ли зошто е така? Бидејќи и тие знаат дека сме во право со ова што го говориме. Бидејќи и тие се свесни дека им е тешко да бидат во салата, да слушаат аргументи и да знаат дека потоа ќе мора да гласаат против, бидејќи така сака владата и министрите кои што се грижат само за себе и за никој друг. Не се пријавени за збор бидејќи немаат аргументи со кои што можат издржано и сериозно да не убедат дека ваквата измена за скратување на рокот на должење на владата кон компаниите е лоша. Заради сите тие причини воопшто не се ни обидуваат да говорат. На што се однесува предложената измена на Законот за јавни набавки? СДСМ и коалиционите партии предлагаат да се изменат член 26А и 26Б од Законот за јавни набавки, со што ќе се избрише можноста владата да им должи на компаниите во некои случаи повеќе од година дена. Или во членот 26А, став 3 по зборовите развојниот дел од буџетот се додаваат зборовите само доколку претходно обезбеди банкарска гаранција од Македонската банка за поддршка на развојот и доколку рок на промена на динамиката на реализацијата или плаќањето на обврските не е подолг од 6 месеци. И измената на член 26 во кој што се додаваат зборовите само доколку претходно обезбеди банкарска гаранција од Македонската банка за поддршка на развојот и доколку рокот на промена на динамиката на реализацијата и или плаќање на обврските не е подолг од 6 месеци и при тоа зборовите за продолжување на рокот за следната година или повеќе да се избришат. Или со други зборови, ние бараме владата да не може, како што претходно се изгласа со измената, да должи на компаниите повеќе од една или повеќе години. При тоа говориме за влада која што ги спроведува останатите закони, според кои што компаниите мора да дадат плата на вработените најдоцна до 15 во месецот или да платат огромни казни. Според кои што компаниите мора да исплатат долг кон друга фирма најдоцна во рок од месец дена по завршената услуга. Влада која што ги приморува компаниите да платат данок за изминатата година, да платат данок месец за месец, данокот на добивка најдоцна до 15 во месецот, а персоналниот данок до 20 во месецот, која што доколку не го пријават само данокот, а не да не го платат, ги казнува со 2500 евра за фирмите и 1000 евра за одговорното лице, или која што доколку персоналниот данок не е платен до 20 во месецот, им наплаќа камата од 0,03% дневно. И да не говорам само за казните кои што оваа влада ги спроведува кон компаниите. Истото се случува и со граѓаните поединци во Република Македонија. Доколку еден граѓанин задоцни со плаќање на радиодифузната такса не повеќе од 2 месеци, Управата за јавни приходи веднаш им испраќа писмо со кое што ги известува дека ќе дојде да го наплати долгот со извршител. Замислете, оваа влада која што за себе вели може да ме чекате и година дена за да ви платам, на граѓаните доколку не платат 380 денари за 2 месеци радиодифузна такса, им вели дека ќе треба потоа да платат извршител кој што чини минимум 7000 денари. Истата, значи, таа влада која што ги наплаќа сите овие средства од граѓаните и од компаниите, за себе вели дека може да има рок од една или повеќе години да доцни со исплата на долговите и на обврските кои што ги има према компаниите. И тоа, пазете, горната граница не ја наведува. Горната граница може да биде 2, 3, 5, 15 или 50 години. Може би некоја влада после 100 години ќе треба да ги исплаќа долговите. Горна граница не ставиле, напишале само една или повеќе години. И се разбира, тоа им одговара кога се однесува на тоа кога тие ќе ги исплаќаат долговите. Не ни помислуваат да направат нешто со роковите на плаќање на даноците, например.
Зошто да не може компаниите наместо да имаат конкретен рок кога да го платат данокот, да им ставиме и нив, нека плаќаат во рок од 1 година или повеќе години, ама мора да го плати данокот. Кога е крајниот рок, да не мора да ставиме. Заради тоа, ние очекуваме ваквиот закон, почитувани колеги пратеници од владачкото мнозинство, да го поддржите. Заради тоа што вие сте првите кои што бараат граѓаните на Република Македонија и фирмите да ги почитуваат овие законски норми. Заради тоа нема причина зошто владата да биде различна. За жал, на вашава економска влада, која што не успеа ништо да направи во економијата, апсолутно не е гајле што на ваквиот начин го загрозува обстанокот на голем број на компании во Република Македонија. Таа должи на една компанија, таа компанија заради тоа што мора да даде плати во роковите, ќе се задолжи кај друга, таа друга кај трета и така натаму. Во целата таа пирамида има огромен број на македонски компании кои што зависат од она што владата им го должи. Истата таа влада не се грижи апсолутно што покрај тоа што државава ја направи огромен должник кон странските институции, земајќи непотребно кредити кои што ги расфрла понатаму во трошењето, туку таа стане и најголем должник дома во стопанството на Република Македонија. Затоа, почитувани колеги, е неопходно владата и другите државни органи да превземат законски обврски, како што денеска ви предлагаме, со конкретни рокови и банкарски инструменти да своите обврски ги извршуваат што понавремено и поредовно. И да не се лажеме, не е ова некаков каприц на опозицијата. Напротив, ниту дадовме прекраток рок, ниту дадовме предолг рок во предложената измена на Законот за јавни набавки. Можеше да ставиме комотно рок од месец дена за исплаќање на долговите, но свесни сме дека вашава влада ја доведе државата во толку катастрофална состојба што еден месец е премногу краток рок за да имаат пари да ги платат долговите. Ниту пак ставивме да е тоа година, 2 или 3, бидејќи на таков начин се прави повторно проблем во функционирањето на компаниите кои што работат и изведуваат работи за владата. Напротив, сметаме дека 6 месеци рок за реализација или плаќање на достојаните обврски од страна на владата на Република Македонија е апсолутно оптимален рок, кој што ниту ќе направи дополнителни проблеми во буџетот на Република Македонија, ниту ќе им предизвика проблеми на компаниите. Жално е што до ден денеска не успеа владата да ни каже колку всушност е конкретната бројка која што ја должи на компаниите во Република Македонија. Но се надевам дека денеска кога ќе се гласа оваа предложена законска измена, дека вие како пратеници ќе најдете сила да ја поддржите и на таков начин да им помогнете на фирмите кои што им даваат парче леп на граѓаните во Република Македонија. Благодарам.